сакате. Благодарам, Исо. И така, ви го донесовме и светот на дланка. 7:35 минути од прилика, време е за нашата прва тема. Ја искористив прилика да ги прашам и своите колеги дали и колку тие се добри учесници во сообраќајот, а нашата прва тема може да има многу подтеми. Викнавме луѓе од вистинското место, луѓе од Министерството за внатрешни работи. Тие најдобро ќе ни кажат како стојат работите. Дали е вистина дека секој продолжен викенд или секој викенд, ако сакате, носи зголемен број на сообраќајни незгоди, но како велат утаму изголемен е бројот на жртвите или има посериозни повреди во тие сообраќајни незгоди. Потоа што треба сите ние да направиме за да бидеме подобри учесници во сообраќајот, односно како велам јас, да создадеме подобро општество или подобар свет ако сакате, да создадеме младина која што веројатно повеќе од нас ќе внимава на своето како учесници во сообраќајот, како сакате, како пешаци засега, потоа и како возачи, како мотоциклисти и што уште не. Ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Нова и јас ви ветувам дека ќе сакате секој понеделник да доаѓате овде по ова ваше искуство овде. Договорени сме, нели? Договорени. Да, добро утро за Стефан Синанов, началник во секторот за сообраќајни работи во при Министерството за внатрешни работи. Точно ли вака беше? Да. Добро утро и на вам и на вашите гледачи. Знам дека ова утро доаѓавте со наш шофер, нели довде, значи службено. Но кога вие сте шофер, како изгледа тоа? Па секој водач треба да, кога е учесник во сообраќајот, треба да придонесе за неговата безбедност и безбедноста на останатите учесници. Така. Да ги прочитува правилата и прописите. Колку возите? Согласно прописите. Вака ќе биде цело време согласно прописите, колку е тоа согласно прописите? Па секој кој што седнува Добро. во возилото и почнува да вози, првин, нели, треба да види колку е безбеден, Добро. за да тргне во поглед на возилото, дали е технички исправно или Така. сличното, па и после, согласно прописите, односно правилата, согласно законот, да почне и да управува. Да. Да не брза, да користи сигурносен појас, да не користи мобилен телефон, да ги почитува останатите правила и прописи, како што се непрописното пристигнување, Да. првенството на минување Да, така е. и другите правила. Правила си се правила. Ама Да. што да направиме ние сите заедно, особено вие како некој кој што треба да не научи како ние да бидеме посериозни во сето тоа? Кампања ни треба, што ни треба? Ни треба зборување, треба вие секој утро вака да ни доаѓате и да ги плашиме луѓето, да им кажеме ве молиме, не внимавајте на себе во сообраќајот. Секој од нас спомнав дека е учесник во сообраќај. Да. Со својот личен пример, он треба да придонесе за својата лична безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Да. И на тој начин Ќе биде подобро. биде за сите. подобро и условно кажано тие црните точки да бидат минато Така. во сообраќај. Да. Кога почнувавте како полицаец, нели? Кое беше првото несакано искуство, да речеме, со таква сообраќајна незгода на која што ќе се сеќавате? И ќе речете, еве, тогаш и совет некако им дадов на сите други луѓе кои што потоа ги сретнав, ве молам, внимавајте како возите. Брзината. Брзината, така. Неприлагодена брзина. Неприлагодената брзина во сообраќајот е една Прави од страшни фаталните работи. Да, да. сообраќајни незгоди, фатално по животите на А ова со нашите продолжените викенди, пред да се биде овој разговор овде, се слушнавме и вие ми рековте, па добро, тоа се 2 дена или 3 дена, повеќе денови, па и повеќе сообраќајни незгоди. Но како стојат работите на вистина? Би почнал вака првин. Следејќи статистиката за периодот јануари-септември 2017, Добро. со периодот јануари-септември 2016 година, минатата година, бележиме намалување во делот на загинатите човечки животи, каде што континуираните активности резултираа со речиси од околу 13% намалување Намален е бројот на за жртви. загинатите лица во Така, сообраќајот, добро. компаративно со истиот период од минатата година. Да, но бројот на сообраќајни незгоди Бројот на сообраќајни незгоди е малку зголемен. Да. Сега со проценти не би Така можел така, толку. да, но од прилика да речеме ние нели сумирајќи ги оние ваши билтени кои што ни доаѓаат од МВР, некаде се од прилика за обичните викенди, како велам јас, од 20 до 25 сообраќајни незгоди. Некаде од прилика, ако јас Дневно, Добро. секој ден во по патишата на Република Македонија се случуваат околу 25 сообраќајни незгоди, но
во поглед на продолжените викенд, не би можело да кажеме дека сообраќајните незгоди се во пораст. Така. Оно се зголемени, туку се зголемени последиците од нив. Така е, да. Со потешки последиците, со потешки Повреди. Така е, да. Кога излегуваат кампањи, кои кампањи ги има во моментот или како вие делувате на нашето самосвесно однесување? Па, нашето работење покрај репресивните мерки, одеме на превентивните мерки. Превенцијата е битна за да се намалат сообраќајните незгоди. Во моментов имаме една кампања заедно во соработка со ОКТА, која ја инициира, но и предавањата по основните училишта со почнувајќи од октомври на оваа школска година. Навистина ќе почнете со предавања? Почнато е веќе во секторот за внатрешни работи, по тие информации што ги има веќе, почнато е, колегите предаваат. Сите основни училишта во градот? Па во текот на цела година ќе треба да поминат. Ќе одат низ основните училишта. Размислувајќи на оваа тема, помислив, можеби е добро, што мислите вие, исправите ме ако грешам, ние да воведеме во нашиот училишен систем или образовен систем, ако сакате, сообраќајна култура. Предмет. Може ли е тоа начин да... Па може на начин. И сметаме дека воведувањето на предметот сообраќајна култура во училиштата секако ќе придонесе за подобра едукација на децата од најмала возраст, а особено ако го гледаме, имаме предвид фактот дека сообраќајните незгоди, односно децата, бројот на децата жртви во сообраќајот и не е мал. Не е мал. Добро, појаси, одредена брзина која што е така ограничена брзина на движење и така натаму. Колку луѓето внимаваат на ова? Појас, па јас не знам дали сум видела некој 10% од луѓето кои што ги познавам, мислам дека користат појас. И тоа е еден прекршок. Некој ќе рече, па не кажам кои се луѓето. Тоа е прекршок кој учесниците во сообраќајот треба да го почитуваат, односно да користат сигурносен појас. Така. Не би рекол дека е мал бројот, но има и такви граѓани што не користат. Не користат, така е, да. А со мобилниве телефони што правиме? Ова е некоја... Слично. Слична е ситуација. Ја мислам дека повеќе е бројот на луѓе кои што сега не би можел со статистички податоци да ви кажам со бројки, но има граѓани што го почитуваат тоа правило, не користат мобилен телефон, нели сега техниката со Bluetooth и такви работи, користат тие таа технологија, но има и граѓани што ги користат. Но и тоа влијае во безбедноста на сообраќајот, бидејќи сепак користењето на мобилен телефон губи концентрација. Така да, имаш мобилниот, така на уво, со десна никако држиш волан, а со лева држиш волан, со ова и шо правиш, ништо не правиш. Објаснувајќи тамо десно-лево, ти забораваш кој е твое десно, кој е лево. Концентрацијата негова се онја губи. Да. Добро, кажете ми казни, веќе спомнавте репресивните мерки. Кога беше Ристо Манчев во студио, луѓето кои што ни се јавија ни рекоа дека големи биле казните. А тој им рече, немојте да ви кажам само какви се казните во Италија, да речеме, за пред да направиш прекршокот, не ако го направиш прекршокот. Тогаш ние сме некаде на дното по големината или висината на казните. Висината на глобите, на казните за сообраќајните прекршоци, не би рекол дека е висока. Од моја гледна точка. Добро. Например, може да ги кажат? Компаративно, ние сме и глобите ни се по-ниски од околните држави. Така да, добро. И стандардот ни е понисок, да се договориме, или? Сега не би можел да кажам тоа колку е стандардот. Така, колку е стандардот, но никаде од прилика и на групите се мислело, така, да. Кога се доносеше законот, и на тоа се мислеше. Да. Знаете да ми ги кажете, например, ако мобилен телефон имаш и ако те фатат со мобилен телефон да зборуваш, колку е глобата, казната? Па, за користење на мобилен телефон е 35 евра. 35 евра, добро. За... Во денарска противредност. Во денарска. А ако со зголемена брзина возиш, како? Па вака, во поглед на глобите, би ги
спомнал само некои од потешките прекршоци, како што така. е се брзината со поголема, управување на возило со поголема брзина од пропишаната, управување под дејство на алкохол, непрописнато пристигнување, недавањето првенство на минување. Глобата варира за овие прекршоци од 50 до 500 евра во денеска противвредност, но покрај изречената глоба, што ќе се изрече од 50 наша... до 500 евра. Добро, да. А покрај тоа што ќе се изрече глобата, Добро. е предвидена и прекршена санкција за забрана за управување со моторно возило, која ја определува судот. Супер. Значи од 50 до 500. Да, во зависност од прекршокот. Да, да. Има и прекршоци кои 200-300 евра, пример, за брзината надвор од населено место, внатре во населеното место, сепак и колку е со која брзина он управувал во Така е, моментот. да, тоа разбрав дека нели зависност од тоа колку е над дозволената брзина, така се зголемува и Затоа ви глобата. спомнувам и велам дека од 50 до 500 евра, во зависност од Така. која брзина он управувал во... Да. Како началник има врски, јавувања, скини, ова... Ние сме веројатно општество кое што или Балканот. Врските е законот. Врски е законот. Закон. Добро. Доколку ги почитуваме законските прописи, нема потреба никаква врска и никој нема да ве глоби. Тоа им го велите на луѓето кога ќе ви стават за врски. Пази Да, си вториот пат. Пази нема си ни втор пат, ни втор. Нема врска. Нема врска. Во сообраќајот нема врска. Бидејќи таа врска може да не чини живот. Живот, така е, да. А знаете како најчесто, барем вие го знаете, искуството најчесто оној кој што е недолжен, нели во сообраќајната незгода, ќе го изгуби животот на крајот на денот. Кога зборуваме за градот Скопје и кога зборуваме за начинот на кој што ние се однесуваме, еве на големите сообраќајници да речеме, мислам на големите, на фреквентните места каде што имаме, да речеме, пазар, па нели преку улица се оди, преку фреквентна улица се поминува кај да е, кај ќе стигнеме. Па не знам, јас сум во аеродром во тој потек, па тамо Капитол и Бисер, нели стига на праја и пешачка патека, ништо, тоа е џабе. Долг бил семафорот на црвено и така натаму и така наваму, значи ако нема возила, сите си поминуваат, не баре зелен бран. До нашата совест до што е? Ние сите велиме дека немаме време, сите негде брзаме на пазарче преку улица, а можеби веројатно може и да не стигнеме до пазарче. И велат од друга страна само да го искористам ова присуство, ако можете да ми кажете во тој дел, дали можеби е најважно или ќе направиме најдобро ако биде повторно, не ме сваќате погрешно, но полицајцот плашило, затоа што ако има полицајец од едната или од другата страна, така многу повеќе почитуваме сите. Нема потреба полицајец да биде плашен. Плашило треба да бидеме ние сами себе. Точно, ама како да се натираме? Свеста на секој треба да проработи. Како што ви спомнам, со таа свест, со нашата свест на сите учесници во сообраќајот, било возач, било пешак, ќе придонесеме тие црни статистики да станат минати. Така е, да. Деновиве видов, ви реков и пред овој разговор, сабота недела имаше колеги кои што беа на тој потек и со едно свирча ни кажуваа на сите што како. Тоа беше само превентивно, како велите вие. Па ви спомнав, покрај репресивната мерка ние имаме превентивните активности. И употребата на свирчето е глоба. А глоба? Не во буквално глоба. Тоа е превенција. Превенција, така е, да. Еден вид глоба. Зошто? Бидејќи ќе се уплаши, ми претпоставам дека секој граѓанин еднашка доколку полицајецот му свине со свирчето, он нема да помине повтор пат. Да, мислите дека е така? Па да речеме. Па да речеме дека е така. Да. Што правиме сега? Значи се договоривме, кампања имаме, која што ја правиме веро? Па кампањите имаме. Добро. И превентивните активности. Добро. И што да им речеме друго? Апели што се? Да внимаваме, секое утро да внимаваме. Со цел да имаме безбеден и уреден сообраќај. Ристо, знаете што ми рече во истово студио, вели вака, да не мислиме дека некој друг е крив, туку ние како да не бидеме виновни, така за да се заштитиме самите себе си во тој дел. Затоа ви спомнав и Бреска, значи сите ние сме учесници во сообраќајот. Така. Ако ние не внимаваме за нашата безбедност, тогаш не внимаваме и за безбедноста на останатите учесници на сообраќајот. Затоа треба свесно да внимаваме во безбедност на сообраќајот за себе, па и за останатите учесници во сообраќајот, како што се и возачите на моторни возила, пешаците, велосипедистите и останатите. Да. На своите деца, на туѓите деца, на пријателите, како им велите? Внимавај. Внимавај, бидејќи животот е
Нема секунда, цена. Нема цена. Така е, да, да. Во деловите каде што нели се, да речеме, местата каде што се изградени училиштата, таму поособено имаат проблеми во делот на силбите, нели? Имаше, јас децата немаат сопирачки, ми е таква која што ме ме вознемирува таква дури. Да, кампања која што беше, да. Но што треба да се направи? Тие лежачки полицајци кои што нели ги сакаат, па не ги сакаат луѓето. Што треба да се направи по ваше? Што е идејата да се намали? Во делот на тоа, како спомнувате, лежечките полицајци, Министерството изработи проект, сообраќајен проект за пред основните училишта, за каде што секој може да го користи, односно од основните училишта на општините. Значи, ние го изготвиме сообраќајот, како проект, ама не можете да го пред основните училишта, но тоа не можеме ние тоа. Така е, да. Туку треба секоја општина да го поведе или секој училиште да го? Секоја општина. Секоја општина. И е поставен на порталот, може и да се превземе. Да, затоа што имаше порано, нели, лежачки полицајци, па потоа се тргна и така натаму. А колку тие лежачки полицајци донесоа своја улога или имаат улога во намалувањето на брзината? Имаат улога. Имаат улога. Да. Поважни ни се колите отколку да не отколку совисноста во сообраќајот. Да. Колку е дозволено низ Скопје, низ скопските улици? Согласно законот, во населено место најголема брзина која е дозволена е 50 км на час, но не значи дека на секоја сообраќајница може тоа да се управа, доколку има сообраќајен знак, може да биде поставен со помала брзина. Така е. А што мислите за жените шофери? Тие, знаете како е велат, подобро да не е жена шофер, ако може некој друг да е шофер, со исклучок на оние добри жени шофери. Но имам пример за тоа дека жената знае да вози и 30 на час, па и тоа да ги вознемирува другите учесници во сообраќај. Па добро, има и такви случаи, може да кажеме. Добро, има такви глоби за пребавно возење? Па да, пример, на автобан не може да се возиш побавно 60 км на час. 60, а низ град можеш да возиш и 30? Па низ град согласно условите кои се во моментот поставени, односно фреквенцијата на сообраќајот. Иако што е ограничено 50 км на час, доколку има зголемена фреквенција, не можеме да управуваме со 50 км на час. Така. Ќе намалиме брзината и ќе прилагодиме согласно потребата во моментот. Така е, да. Но ако се случи некоја, нели подчукнување такво на некој господин позади кој што го изнервирала некоја господја пред него што возела 30 км на час, што правиме? Па за секоја сообраќајна незгода, секој помеѓу двете возила доколку се удираат е сообраќајна незгода. Така. Но за такви минимални сообраќајни незгоди може да се изготви и европскиот извештај согласно законот што го предвидува. Мала материјална штета, тука нема да има глоба од Министерството за внатрешни работи, они ќе си попълнуваат европскиот извештај, ќе си подадат во соодветната компанија, доколку се исполнети условите за попълнување на тој европски извештај. Односно, двајцата учесници во таа сообраќајна незгода да имаат возачка дозвола, двете патнички возила, односно моторни возила да се регистрирани, да не се под дејство на алкохол. Тоа е тоа. Да, и да се регистрирани во Република Македонија. Алкохолот, да, не го споменавме. Тоа со дување, тоа се страшни работи и страшни... Па не е страшно. Страшно за раскажување кога ќе ги слушнете луѓето што се им се случувало. Па не би рекол дека се исклучува. Тоа е сепак алкомер кој за неколку секунди Не зборувам дека е лошо тоа што го правите, да се договориме, туку лошо е. А као бројки? Да. Па, да. Страшно. Никогаш не знаете што се испил, така како велат вицовите на таа тема. Па добро се вицовите. Вицовите се вицови, вистината не е баш таква, така? Да. А колку се глобите на таа точка по таа точка? Па и за алкохолот глобите варираат во зависност од тоа колку алкохол има во крвта во моментот од 0,50 до 0,50 дозволено. Добро. Согласно законот над 0,50 промили, односно грам килограм е казниво и тоа варира, зависи од тоа колку ќе има алкохол во крвта. Ми велат уште минутка, што имате сега кога ќе одите на работа? Денес не сте на работа. Денеска ќе одмор. Денес е слободен. Да. А како оди денот? Што правите во денот? Како началник? Има должности на сите? Има должности дома. Сепак децава тука се... Не, зборувам од утре на работа.
Од утре, нормално, Аха. следење на Што е безбедносната должност на бројка. началникот во секторот сообраќајни Па, работи? моја должност е први да следиме бројкиве Добро. и да ги насочуваме службиве тамо каде што Каде имаме што е потребно. Да. Ви благодарам. Ќе ни дојдете следниот понеделник или готово велите не, доста е трема, не можам повеќе? Не, секој гостување наше Добро. Добре дојдено, јас сум за слушање, така Па е. да, и за нас и за гледачите. Така е, да. Би дали некој препорака. Така е. Ви благодарам за гостувањето и сега вие Благодарам на видите, вас. ако можете следниот понеделник, тука сте Бојрум. Благодарам. Ви благодарам. Да. Отворената утринска програма Информација точно на времена ви кажа многу нешта кои што треба да ги запаметиме, а најважно е, ве молам, внимавајте на зголемувањето на вашата сообраќајна култура за подобар свет, за подобро општество, за подобра Македонија како сакате. Одиме натаму, уште некоја минута, одиме со рекламен блок, па потоа и вторите вести на телевизија Нова. Останете на оваа фреквенција.